беше најавувано дека ќе се регулира прашањето на безобзирно возење и можноста за конфискување на возилото, нешто што побуди одредена дискусија во општеството. Дали тоа е регулирано во моментов и колку детално ќе го решите тоа прашање, затоа што знаете може некој да управува возило на лизинг, семено возило, службено возило, кој ќе ја понесе во тој случај одговорноста и товарот на казна? Практично тоа се работи за група од 6 закони, од кои што 4 се донесени. Законот за прекршоци треба 2/3 во парламентот, законот овој кој што го зборуваме ние кривичниот законник го детерминира тоа кое што вие го кажавте, односно одземање возило по две основи. Првата е за безобзирно управување, а втората е подетални, би кажал, подетална платформа на тоа како може државата да го одземе возилото тој кој што го управува на начин на кој што е практично и не сме ни да помисли, а камоли да го управува на улиците. Тоа е доколку претекнува на лента, односно претекнува на правец кој што е тешко предвидлив, односно ако вози на спротивен правец на лентата која е физички обележена, доколку го управува возилото под дејство на алкохол, психотропни супстанции, дрога и така натаму, доколку вози повеќе од 50 во урбани средини или 70 на автопат или соодветно на тоа и 70 и 90 зависи од квалификативот, и доколку тоа дело го има репетитивно повторено. Така да сметам дека конечно во оваа држава, ако направите анализа на сите оние сторени фатални сообраќајни несреќи, најголем дел од случаите кои што се повторуваат се овие кои што ние ги внесуваме во кривичниот законник.